Што најавив, разговарам со председателката Гордана Силјановска-Давкова. Председателке, добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Добра вечер, добро ве најдов. Председателке, во текот на оваа недела една од главните теми во јавноста беше информацијата за сомнеж за шпионажа во вашиот кабинет. Многу различни информации слушнавме во јавноста, дел официјални, дел неофицијални. Кои се вашите информации? Имало ли таков објав во вашиот кабинет? Видете да обвините за шпионажа е многу сериозно обвинување и мислам дека нема ни логичен основ за тоа. Ќе објаснам зошто нема логичен основ. Имено, шпионажата се однесува на класифицирани или на доверливи податоци, строго доверливи податоци, оти тогаш има логика да пренесувате нешто или да давате. Не знам колку знае јавноста, но во кабинетот не постои електронска мрежа на класифицирани податоци, односно на податоци од доверлив или строго доверлив карактер. Например, во Агенција за разузнавање постои. Не. Сите документи од доверлив или од строго доверлив карактер, јас и само јас ги добивам во печатена, односно во хартиена форма. Според протоколот, читам, пакувам и го давам на лице во архивата кое што поседува највисок. Значи сертификат државна тајна. Најчесто се враќаат кај испраќачот или одат во архивата. Сега да прашам. Ако комуникацијата е на ваков начин, објаснете ми со кои податоци, дури и да влезе некој во вашиот компјутер, само во тоа што го имате внатре, така може да посегне по шпионажа. Освен од балкански тип, сомнително лице од Нушич, нема тука можност ни за Агата Кристи, ни за Жорж Сименон, значи не постои основ. Затоа јас се чудам кога ќе видам разузнавачи дискутираат како во опасност сум била јас, безбедноста била во опасност заради шпионажа со информација од обвинителството дека има предистражна постапка, дека била поднесена кривична пријава, дека сето ова трае со месеци, од декември се случувало сето ова, јавноста сега ја добива оваа информација. Вие бевте запознаени од декември дека има ваква постапка, дека обвинителството истражува нешто, морам да внимавам на зборовите, но одма ќе ви кажам. Некакви... Па се разбира. Во моментот кога јас дознав дека има укажување на еден од вработените за упат во компјутерот и во некои други, веднаш се знае, во истиот момент се јавив во Министерството за внатрешни работи. Но го споменавте јавното обвинителство. Ајде сега да кажем. Шокирана сум од јавното обвинителство. Имено, рековте предистражна постапка, а не постапка. Важи ли членот 289 од Законот за кривична постапка за јавното обвинителство? Сите действија преземени во предистражната постапка од страна на јавниот обвинител или полицијата се тајна. Како тоа јавното обвинителство, оти тоа е опасно дури и во поглед на идните обвиненија, например. Како тоа комуницира преку медиуми и раскажува како, на кој начин контактира со Министерството за внатрешни работи. Згора слушам една лаичка интерпретација на членот 8 од Законот за јавно обвинителство, каде што се вели дека јавното обвинителство, пазете ова, почитувајќи го принципот на презумпција на невинност, приватен живот, достоинство, слобода на медиуми, правично судење, интегритет и така натаму, како и принципот на отвореност, веројатно од тоа се инспирира, ја информира јавноста за одделни случаи по кои постапува. Немаме случај ние.
Не постапува по случај. Во предистражна постапка нема случај. Така што нека размисли јавното обвинителство. Кога го обвинуваа премиерот за разговорот со јавниот обвинител, вака си помислив кога го видов дописот или објавата од јавното обвинителство која зборува за непрофесионалност и за непочитување на законот, мидеше да се јавам, ве признавам, кај јавниот обвинител и да речам, па можно ли е оние кои мора строго да се држат до законот што се однесува на нив, да не го почитуваат. Добро, председател, веројатно ќе си има некаква одговорност и за обвинителството ако се утврди таква одговорност и кршење на законските процедури. Меѓутоа, вие велите дека знаете, сте информирани дека такво нешто се случувало. Морам да ве прашам за тоа што... Не такво нешто, се да видиме какво нешто. Јас не знам што се случувало, тоа е работа... Дека имало кривична пријава известување и дека се не, за кривичната пријава јас го знам од новините и таа е од, не знам... И дека се запленети уреди електронски. Од внатрешни некаде. Има ли суспендирано некој лице кое што било во работа? Веднаш генералниот секретар, веднаш кога дознал за таквото нешто, го отстранил од работа лицето. Морам да кажам за лицето, иако мене ми е непријатно, не дошло со нас. Се работи за личност со највисок сертификат, државна тајна, кој бил ангажиран и во претходниот кабинетот на претходниот премиер, председател и на претходниот, бидејќи обично се работи за лица кои се ангажираат од Министерството за одбрана, затоа што таму има развиена служба. Со стаж во кабинетот на председател на државата. И годишно се ангажираат тие, не се значи вработени кај нас. Сега ќе почекаме да видиме што ќе покаже истражната постапка. Јас мислам дека пред да почекаме, треба да внимаваме на зборовите, излегуваат имиња на луѓе, излегуваат приказни, неверојатни. Еве, јас исто вчера посакав да му се јавам на господинот Јанушев, да му речам како не ви текна да ме побарате, да ме поздравите, оти прочитав неверојатна работа за неговиот однос кон мене, замислите, во врска со оваа, како ја нарекуваат, афера. Но да се организираат дебати по телевизии, да се викаат експерти, јас сум шокирана. Знаете од кој аспект сакам да ве прашам, затоа што вие велите дека сте шокирана, меѓутоа сепак станува збор за председател на држава членка на... Па заради тоа јавното обвинителство треба да внимава на објавите. Заради тоа сакам да ве прашам, затоа што имаше информации дека биле вклучени странски служби, странски земји. Стравувате ли дека сте мета на некои странски служби? Стравувате ли дека може да биде пресретната некоја ваша комуникација или загрозени информации? Ама не може да биде комуникација. Мојата комуникација со вработените се однесува на соопштение, на говор, на честитки. Ништо друго, како да објаснам, не е во комуникација. Дури ни мојот компјутер не е вклучен на работа, на совет уште кога стапив на функцијата. Значи сега би се согласиле со ставот на премиерот дека се ова работа на некои глодари од минатото? Не знам, јас не сум го чула таа изјава на премиерот. Јас само кажувам дека безбедноста е на највисоко ниво, да не се грижат граѓаните, дека сите дописи што ги добивам од НАТО, од АНБ, од Агенција за разузнавање и од Генералштабот се во печатена форма и никој освен мене не ги видел. Впрочем, веројатно видовте дека ако ние сме во опасност, сигурно адмиралот кој што туку што стапи на функција од Неапол не би ме посетил вчера. Ние сме кредибилен партнер на НАТО, се разбира, веднаш кај мене извршија проверка. Нема никаков проблем. Значи, сепак се направени проверките, председател, ќе почекаме да видиме... Иначе не можам јас, вака ваши колеги ме прашуваат, дали спроведовте внатрешна истрага? Неверојатно нешто. Јас да глумам јавна обвинителка, се знае кој е органот. Ќе ги почекаме институциите да видиме каков одговор ќе дадат за овој веќе сериозен случај. Председател, Па не знам дали сериозен ќе видиме. Сериозен во јавноста, затоа што отвори дилема, ќе видиме како ќе заврши таа дилема. Квалификацијата е се уште лаичка и не се темели на докази и факти.
Да, ќе го почекаме последниот збор на истражните органи. Председател, ќе сакам да ве прашам во однос на оваа иницијатива која што беше споделена вчера со јавноста во однос на германскиот канцелар Мерц, кој што предложи една негова идеја за забрзување на пристапниот процес за Украина и за земјите од Западен Балкан. Денеска гледаме реакција од Фицо, од словачкиот премиер, кој што ја одби таа иницијатива. Меѓутоа, што мислите вие за една ваква идеја? Вие зборувавте за некакви можни решенија, креативни решенија. Дали вакво нешто влегува во тој опсек на тие ваши креативни решенија? Јас не можам да кажам, бидејќи, како и мојот колега црногорскиот председател, се разбира дека мислам дека профилот на членството на НАТО е определен со актите на НАТО и се разбира дека ако ние 20 години го одиме тој пат, не случајно го одиме, туку очекуваме полноправно членство. Предлозите, креативни, различни, не доаѓаат само заради профилот на земјите кандидатки од Западен Балкан или Молдавија и Украина, туку доаѓаат и од внатрешни потреби, бидејќи и ЕУ е соочена со потреби од реформи, не само заради поголемиот број на членки и посложениот процес на одлучување, туку и заради светските состојби и тогаш внимателно се постапува. Значи, сигурно предлогот на господинот Мерц не е нов, само што има нова синтагма, име асоцијативно членство, да подсетам едно време и истото го слушавме од господјата Меркел во поглед на Турција, ако се сеќавате, околу асоцијативното членство. Доколку се мисли на тоа дека во овој миг на нужни реформи и во ЕУ, ама и во една непредвидлива политичка сцена, е важно сите кандидати кои исполнуваат определени услови на патот кон ЕУ, врзани еве како за планот за раст, треба на некаков начин да бидат блиску до ЕУ, да не останат надвор, да бидат во игра, да бидат во кондиција во надградувањето и исполнувањето на копенхашките критериуми, се разбира, може да се размислува за тоа. Меѓутоа, многу рано е. Не е само предлогот, ако се сеќавате сега од господинот Мерц, имаше и многу други Мене прашањето ми беше предлози. повеќе во насока дали за Македонија е прифатлива друга алтернатива, освен полноправно Не би членство можела во да ви Европската кажам унија? јас во моментов, бидејќи не зависи од нас прифаќам или не прифаќам. Зависи и од предлагачот. Значи, јас преферирам полноправно членство, зашто на тој пат сме тргнале за полноправно членство. Но ако се рече дека нема веќе полноправно членство, а треба некако да бидеме во контакт или во кондиција или во соработка, може да се разговара, да се види што значи Тогаш да тоа. се видат алтернативите. Да, Председателка, алтернативи. И на кого се однесуваат. Не сакам да бидеме ние исклучокот. Во ред, ќе видиме како ќе тече тој процес. Сега гледаме првични реакции од страна на словачкиот премиер. Денеска се случи првата средба, официјална прва средба на Муцунски со колешката од Бугарија на министерскиот состанок на НАТО Петрова во Шведска. Меѓутоа информациите дека нема промени во ставовите по оваа средба, во една ваква ситуација, што може да очекуваме? Бугарија вели приоритет за нас остануваат правата на бугарите во Македонија. Па и приоритет за нас остануваат правата на македонците во Бугарија. Инаку, една информација. На последниот попис во Бугарија, 2021 година, беше мислам и 22 година, ќе се зачудите, имаше речиси ист број регистрирани македонци, како кај нас бугари. Зборувам за она 1350, и она врзано со чувствата, јас не го разбирам и објаснувам правнички дека можете да стекнете државјанство само на 3 начини: преку јус сангвинис, преку родители, преку раѓање, јус соли или со натурализација. Четвртиот бугарскиот е непознат. Бидејќи тоа значи да изразите на лист хартија чувства, дека не само вие имате бугарски чувства, туку и вашите имале. Значи,
државјанство по јус сангвинис може да добиете ако вашиот родител бил државјанин на Бугарија или ако живел и се родил во Бугарија. Како сега таа бројка, од која секогаш се шокираат европјаните, бидејќи велат дека влегуваат илегално луѓе или преку вакви државјанства, не е зачудена. Друго сакав само да потенцирам. Значи, многу чудно е што во одговорот на Комитетот за министри, кој што бара од Бугарија признавање на тој факт од 1320, мислам беше, иако јасно ни е дека таа бројка е фиктивна, дека далеку повеќе има, одговараат бугарската министерка, председател, премиер, дека бројот е занемарлив и апсолутно нема потреба од, зборуваме, од вклучување на македонците во телото за заштита на малцинствата, ниту пак од уживање на статусот кој што го имаат останатите. И па сега мене ме чуди, зошто 1350 луѓе кои зборуваат бугарски така се изјасниле, би заслужувале промена на уставот и уставен статус, а истолкав број македонци и покрај 20-тината пресуди и покрај одлуката на Обединетите нации во Комитетот за правата, не заслужуваат такво нешто. Згора, колку е логично некој да вели дека вие не постоите, не ве признава, онаа теза што ја слушам дека јазикот е признат. Не е точно дека е признат. Во секој документ стои под фуснота дека Бугарија не го признава македонскиот јазик. Но од друга страна, колку се виновни политичарите од Македонија што дозволија македонските граѓани да одат во Бугарија и да бараат бугарски пасош за подобар живот во Европа? Бараат и во други држави, значи не одат во Софија. Видете, еве јас сега видов многу големо имаме ние многу голема дијаспора во Словенија, но тие одат тамо. Логиката е ем поблиску, ем разбрани, ем ајде кажете ми, доколку Бугарија би била нивната татковина, а членка на Европската Унија е, логично е наместо да одат до Париз, да одат во Бугарија. Значи причината не се откажуваат и од македонското државјанство, секогаш првото е примарно, туку одат од економски причини. Да, имаме вина и еве имам сведок овде јас на нашите научници, професори, студенти во Словенија им се извинив што не сме ги препознале нивните квалитети, а Словенија тоа го сторила и станала нивна втора дежела, како што викам јас. Голема одговорност имаме и сериозно треба да размислиме за најдобрите, најевропските, од тие се секаде посакувани, а најмногу во соседството, Иван. Така е, ќе ми дозволите да ве прашам во однос на договорот од Преспа, реакции предизвика едно ваше интервју за македонското радио, во кое што, еве ќе цитирам тоа што можев да го најдам, сте рекле дека, иако бил спротивен на меѓународното и домашното право, денес е реалност, сепак нагласувате дека договорот го потврдува постоењето на македонскиот народ, јазик и култура. Оваа реченица беше причина многу, ајде ќе кажам, симпатизери на ВМРО ДПМН да реагираат на ваквиот ваш став. Гледате овде некаква причина за реакција? Не гледам. Јас сум кажала во таа смисла, но малку поинаку. Ајде. Дека, сами рековте претходно, сите по мојата аргументација за причините зошто решението за промена на уставот е проблематично, одговараат. Вашите представници тоа го прифатија и рекоа дека е компромис и дека е добро решение. Ова што го велите вие, јас им се обраќам на тие кои го потпишале договорот и не уверуваа дека решени се проблемите. Зошто кога разговарале за преговарачка рамка, зошто кога разговарале за заклучоци, зошто кога разговараат и сега за уставни измени, не велат дека, а и прочитајте го членот 7 од Преспанскиот договор, бидејќи во него пишува дека за втората страна името Македонија значи територија и народ со сопствена историја, култура и јазик.
Белким го знаеше господинот Бујар Османи тамо за да рече извинете, не може за ова јас да подпишувам записник, бидејќи тоа е решено. Како со Преспанскиот договор? Значи, мене ме чуди. Истото требало било кој да го каже. Дури мислам и на европските председатели или премиери. Дури мислам и на грчката председателка дека можела да каже, бидејќи тие се повикуваат на Преспанскиот договор. Јас и вие не го склучивме Преспанскиот договор. Оној кој што го склучил не убедуваше дека тоа е крај на македонските маки на патот на евроинтеграцијата и готово, ќе влеземе. Впрочем, референдумското прашање беше не дали сте за разговори почеток туку за реакциите беа во членство. насока на тоа дека се зборуваше пред да дојдете на позиција, дека ќе се поништува тој Преспански Не е точно. договор, дека ќе се враќа старото уставно. Имаше Не. такви информации. Не. Дали вие Ајде да некогаш сте провериме. дале таква информација Никогаш не сум во дала јавноста? таква изјава. Сум рекла дека... Или дека Преспанскиот договор е штетен за македонскиот Јас вака идентитет, сум јазик и велела култура? дека јас вака сум велела чисто правнички дека договор кој што е спротивен сум го значи анализирала, можете да отворите, Така е. јас не бегам од тоа, на страницата на ОМД и на Нова Македонија го има моето правна аргументација за Преспанскиот договор. И јас сум објаснила тамо дека ги крши нормите на меѓународното право, правото на самоопределување, но исто така и ние го кршиме со подпишувањето. Значи, тоа сум го рекла. Никогаш не сум рекла ќе го поништам, впрочем, кој може да го поништи? Договорите на... Знаете што може да се случи? Парламентот е на ист начин на кој што го донел еден ден да размислува за тоа. Но сега тоа во моментов јас не сум рекла. Ниту во кампањата сум рекла дека кога ќе дојдам ќе го поништиме. Сум рекла дека ме боли да го изговарам тоа име, дека не ми е логично, дека не ми е природно, дека е спротивно на химната и се разбира дека кога ќе нема да го употребувам, ќе се повикувам на Сократ. Меѓутоа, она што го велите вие, во документите се разбира дека така, да ве подсетам што реков, не сум талибанка па да ги тргнувам. Тоа е во сите документи, јас мислам дека ние го почитуваме. Ама сега има и друго прашање. Што стана со трите меморандуми? Да подсетам, третиот меморандум е за евроинтеграциите. Што стана со името низ Грција? Мене ми велат луѓе, не сум била дека не можат да го видат ни името за кои тие велеа дека е за тоа, дека е единственото можно. Да, мислам дека многу работи стана појасни по ова ваше вечерашно гостување. Имам уште многу прашања, но ограничени Велите? сме со времето. Ви благодарам многу за И јас ви гостувањето. благодарам.